Колега Вилковски, ви благодарам на репликата. Драго ми е што завршивте дека цените дека ова законско решение треба да се подобри, заради тоа што со сигурност ние како опозиција ќе поднесеме амандмани. Тоа е нешто што веќе и колегата Ливков го навести, заради тоа што не цениме дека треба слободата на мислата, слободата на говорот да биде во никој смисол санкционирана. Критичката мисла е зрела и е добра за секоја демократија, помага во зрелоста на демократијата, помага и во меѓусебното почитување ако милувате, но и во градењето на еден демократски процес. Ние мораме да го почитуваме член 16 од Уставот, кој што ќе потсетам дека гарантира слобода на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата, забранува цензура. Тоа е разликата. Ова законско решение, за жал, постои и предвидува цензура на мислата и на говорот, и тоа е нешто што ние не смееме да го дозволиме. Тоа е работата дека не се носи за прв пат како теза која што потребивте. Не се носи за прв пат, но за прв пат се воведува цензура и дисциплина на умот, за кој што ние никако не смееме да го дозволиме.